Колку е добро приватни фирми кои ќе понудат најниска цена да прскаат против комарци? Дали треба да е клучна најниската цена при избор кому ќе му биде овозможено да прска против инсекти? Или пак можеби треба да се одвојат повеќе пари за да се осигура здравствената заштита на граѓаните од комарци што пренесуваат болести, а обврската да припадне на јавна установа? Овие прашања неминовно се поставуваат откако скопјанец во земјава се зарази со западно-нилска треска, вирус кој го пренесуваат комарци, а единствената превентивна мерка е дезинсекција, односно уништување на овие инсекти. Годинава при едно прскање во Охрид направено во јуни, Центарот за јавно здравје надлежен за Охридскиот регион констатирал пропуст. Приватната фирма од Кавадарци не користела доволна количина на средство за дезинсекција, а и не се покриле сите површини. Ова од Центарот за јавно здравје го навеле во извештај доставен до локалната самоуправа. По еден месец од неуспешната дезинсекција се прскало уште еднаш. Концентрацијата на растворот со кој што се прскаше не беше доволна, а исто така и не беа опатени сите површини каде што требаше да се испрска. Зборувам за адултни комарци, прскање против адултни комарци и во крајот на јуни месец. Понатака го доставивме тој извештај до општината. Второто прскање кое што беше во јули, 29 и 30 јули, мислам, беше изведено многу подобро. Претходно, појаснува директорот на Центарот за јавно здравје, прскањето го извршувала токму оваа државна установа. Сега само врши надзор. Тој додава оти немаат обврска за ова, туку контрола има само тогаш кога ќе побара општината. Центарот за јавно здравје вршеше надзор по барање на општината, затоа што секоја година ние ја вршиме таа услуга на прскање против комарци и на дератизација заштита од глодари на целата територија на општина Охрид. Оваа година тоа го прави некоја приватна фирма. Во метрополата пак, каде во некои општини жителите се жалат на зголемено присуство на комарци, градоначалникот Шилегов вели дека навреме е прскано, како и од Скопјанецот кај кого е констатирано присуство на вирусот западно-нилска треска, не се заразил во Скопје, па немало причина за страв. Добро превениравме, имајќи во предвид дека во Скопје немаме случаеви појава на заболени лица од нилска треска. 66-годишниот скопјанец кој неполни 2 недели се бори за живот на инфективната клиника, се уште е на апарати за дишење со воспаление на мозокот. Вирусот западно-нилска треска најверојатно го фатил додека одмарал на планина покрај езеро во земјава. Овој случај, според надлежните, засега е единствен во Македонија. Во соседна Србија пак вирусот западно-нилска треска веќе ја зеде првата жртва.